Кеот на Вардар добива нов лик. Деновиве се уредува просторот каде секојдневно се рекреираат граѓаните и представува едно од најважните урбани јадра на Скопје. Освен тоа, најавено е повторно пуштање во употреба на градската плажа во близина на стадионот. Како што кажа градоначалникот Ѓоргиевски, ќе се уредува се што во минатото било запоставено. Знам дека многу граѓани уживаат таму во минатото. Ги реконструираме и сите игралишта заедно со министерот за спорт, со господинот Ристовски, но ќе продолжиме и на кај Маџар Мало да ги реконструираме, така да во тој дел се што во минатото било запоставено, запуштено, кое што недостоинствен изглед давало на градот, ќе го поправаме во наредниот период. Работни активности има и во градскиот парк, за потребите на Луна паркот. Први на удар се дел од летните дискотеки. Во тек и рушењето на дел од објектите во градскиот парк во Скопје. За истите било утврдено дека работеле без закон и ќе бидат отстранети. Градоначалникот Ѓоргиевски додаде дека ќе се постапува според законите и нема да дозволат во иднина безредие во едно од најубавите места за релаксација во градот. Во овие 30 години и повеќе независност на државата, ви дозволил некој да поставите во сред градски парк објект? Не ви дозволил. На некого му го дозволиле тоа. Сега треба да го направиме редот. Се што е согласно закон го поддржувам. Јас сум прв кој што дава поддршка особено на малите бизнеси. Токму Луна паркот, кој со години е нефункционален, беше едно од предизборните ветувања на Ѓоргиевски. Според последните најави, по целосната реконструкција, Луна паркот се очекува да почне да работи во втората половина на 2027 година.